civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Денеска разговараме со Павлина Бучевска, професорка по информатичка технологија во приватната гимназија Алгоритам и токму тоа на тема екологија, меѓутоа и мултикултурализам. Павлина, најпрви со што е позната приватната гимназија Алгоритам и зошто е добро да се биде тука ученик и млад иноватор? Најпрво ви благодарам на поканата. Гимназија Алгоритам е акредитирано приватно училиште, средно училиште, кое постои веќе 14 година. Јас исто така бев ученик во гимназијата, сега сум и професор по информатика. Зошто е добро? Заради тоа што уште од самиот старт е прва гимназија што има дигитализирани материјали. Се работи се на компјутер и исто така се работи според финска методологија. Тоа значи дека се работи во мали групи, ние ги следиме афинитетите на учениците, ги насочуваме, интерактивна е наставата и се работи на многу проекти. Значи да се стекне практично знаење. Еден од проектите што ги работите во последно време е со меѓугранична соработка, односно работите со училиште од Србија. Може малку повеќе за тој проект? Така, да. Значи, гимназија Алгоритам беше одбрано во едно од 6 училишта од цел Западен Балкан да биде дел од размената Super Schools, што ќе се одвива во наредните 5 години. Ние имаме размена со ученици од Нови Сад, од гимназијата Смарт. Изминатата недела беше првиот дел од размената. Учениците од Нови Сад дојдоа овде. Имавме најразлични работилници за интеркултурен диалог и исто така правеа сапуни. Значи, како што реков, гледаме што повеќе проекти практична настава на учениците да им вметнуваме во наставата, па така и сакавме да биде општествено одговорен проект и да направиме сапуни кои потоа учениците ги донираат на хуманитарни организации, како што е Црвен крст. Вториот дел од проектот ќе биде изработка на веб страница за учење на знаковен јазик и на брајова азбука. Веб страната ќе биде готова со завршувањето на вториот дел на размената во Нови Сад. Веб страницата ќе биде преведена на повеќе јазици, значи македонски, српски, албански, англиски јазик. И ова не е прв пат гимназија Алгоритам да направи веб страница за некоја си организација или да им помогне на лицата на кои што им треба. Значи претходно ние направивме веб страница за Донирај компјутери и оваа година освои второ место во категорија на невладини организации. Најдобар сајт во категорија на невладини организации. Исто така, значи во изминатата недела, последниот ден од размената, направивме настан во градскиот парк каде што потпишавме меморандум за соработка со коалиција Менуваме. Тоа е иницијатива за децата со попречености, тие ќе бидат инволвирани во правењето на веб страницата, нели, за да изработиме најдобро што можеме. Вие се грижите и за околината, односно работите на проекти кои што може да ни помогнат со едно поздраво живење, се разбира со еден општествено одговорен карактер. Зашто станува збор? Така, гимназија Алгоритам е првата гимназија што го спроведува Европскиот зелен договор. Значи, ние уште минатото полугодие направивме иницијатива за собирање на електронски отпад заедно со еколошката емисија Агенда 21. Значи, беа собрани 2 комбиња и ние продолжуваме и оваа година, значи, да собираме електронски отпад со организацијата Нула отпад. Учениците наши одат во околните компании, собираат искористени батерии и така натаму. Исто така, заедно со Europe House и Go Green, се одржа изминатиот период работилници на тема чист воздух и така ни беше и слоганот Алгоритам за чист воздух. Овој петок исто така имаше активности во градскиот парк, учениците делеа картички со семки во нив, значи картичките може да се засадат и поставува прашања на случајните минувачи, ги едуцираа на тема чист воздух. Направија и химна, еколошка химна нашите ученици и нивните идеи како да се подобри воздухот ќе бидат презентирани на 21
Значи, работилниците беа организирани од Europe House и Go Green, а ќе бидат презентирани резултатите пред делегација на Европска Унија, амбасадорот на Европска Унија и градоначалничката на град Скопје. Што дополнително можеме да им речеме или да им порачаме на младите, зошто е добро да се биде дел од оваа гимназија? Ние сакаме да ги мотивираме учениците. Значи, во време на пандемија знаеме дека учениците малку ни стагнира, сакаме што повеќе да ги инволвираме, значи во градење на нивното знаење, во градење на нив како млади личности и во градење на самото општество. Значи, сакаме што повеќе да придонесеме за општественото добро, да речем. Може да дојдат, значи да видат каква е атмосферата во Алгоритам. Мислам дека ќе им се допадне и ги поканувам да бидат дел од нашата гимназија. Нашите ученици веќе втора година се дел од предизвик за млади, финансиран од Фонд за иновации, и токму во оваа лабораторија ги изработија оваа година овие кесички за затоплување. Исто така сакам да напоменам дека имаме 3 активни конкурси за основци за средношколци. Првиот е во соработка со Europe House. Темата е Ехо за еко. Креативен е, можат да изработат видеа, да се изразат преку проза, преку поезија. Исто така имаме конкурс за математика, мислам тестирање по математика и по англиски јазик и надпревар за основци по информатика. Ги поканувам сите основци и средношколци да прочитаат на веб страницата algoritam.mk нешто повеќе за нив и да бидат дел.